Секој ден започнува со надеж, но за многу семејства секој ден е само уште едно долго неизвестно чекање. Јас сум Гордана Лолеска, председател на Сдруженијето за ретки болести "Ретко е да си редок од Охрид". Како активист и како човек често се прашувам, што е пострашно? Дали моментот кога ќе ја слушнеш ретката дијагноза за која што со години нема лек, или оној момент кога ќе ти соопштат дека со тек на времето ќе доведе до откажување на некој витален орган. Многумина не знаат дека голем дел од пациентите со ретки болести во текот на својата борба се соочуваат токму со оваа реалност. За нив трансплантацијата на бубрек, црн дроб или бели дробови е единствениот преостанат спас за живот. Но денес пред вас не стојам само како активист. Денес стојам со целото мое битие, со сета моја ранливост и сила, како мајка, како родител, чие дете се наоѓа на листата на чекање на органи. Кога во семејството страда еден член, тога страда и целото семејство. Тогаш секојдневието станува борба во која еднината зависи само од еден повик, од една одлука. Како родител, нема поголема болка од тоа да ја гледаш немојкта пред болеста, но нема ни поголема сила од надежта во градите. Во нашиот дом, секоја секунда е борба, а секој очекување на срцето е молитва за шанса за нов живот. Орган од дарителството е највисокиот чин на човечност. Тоа е одлука со која во моменти на најголема тага и загуба избирате да бидете нечи спасител и да подарите живот токму онаму каде што надежта згаснала. Едно ваше да пишува нови поглавја во еден нечи недовршен живот. Може да спаси едно дете, нечива мајка, татко, брат или сестра. Од се срце му благодарам на Министерството за здравство што ме покани да бидам дел од оваа важна кампања. Ова е мисија за будење на нашата совест. Ве молам да не замижуваме пред туѓата болка, да зборуваме гласно, да разбереме дека хуманоста не прави поголеми луѓе. Подарете надеж, подарете живот. Биди донор, биди херој.